Да се испита докрај од каде е, дали е увезен како готов или кај нас е произведен тој ориз. И ако е кај нас произведен, треба да се утврди кој го произвел, од кое семе и од каде го внел, бидејќи сигурно е нелегално внесено, од причина што нашите сорти не се ГМО храна. Сите сорти кои што се одгледуваат на територијата на Република Македонија, а чиј главен производен регион е Кочанскиот, не се ГМО и сите се создадени со класични методи, појаснува професор доктор Добре Андов од Земјоделскиот институт Скопје по излегувањето во јавноста на информацијата дека Агенцијата за храна и ветеринарство пронајде 2 увезени производи со генетски модифицирани организми. Едниот семенски материјал кој бил користен за производство на ориз во Кочани, а другиот производ шницли од соја од Виталија увезени од Србија. Информацијата беше дека од страна на инспекцијските служби е најдено генетско модифицирана храна и тоа дека оризот е произведен во Кочани. Во Кочанско, мислам дека инспекцијските служби треба да продолжат и до крај таа работа да ја рачистат, тоа дали е така од аспект наш, значи од наше сознание. Сите сорти кои се одгледуваат на територијата на Република Македонија, а главен оризопроизводен регион е Кочани и Кочанско, значи ние тие сорти што ги знаеме, сортите кои се на листа во Република Македонија, значи дозволени за производство, и сортите кои се на европска листа и кои се внесуваат во нашата држава, значи не се ГМО. Односно, да појаснам за земјоделците, ГМО значи генетско модифицирани растенија, значи храна која се добива од генетско модифицирани растенија. Овие сорти кои се одгледуваат кај нас, како што се италијанските сорти, најраспространената сорта Сан Андреа, значи не е генетско модифицирана, таа е создадена со класични методи. Потоа турските сорти исто така кои се регистрирани како што се Халилбе и Гала, Ѓонен, другите италијански сорти кои се внесуваат, Опале и другите сорти кои се во производството и нашите македонски создадени сорти, значи сите тие се создадени по класични методи за создавање на нови сорти, односно селекција на ориз, и така да мислам дека не треба да има паника меѓу самите земјоделци и самите консументи на оризот, бидејќи самите земјоделци знаат кој ориз и која сорта ја произведуваат. Тие сорти, ние што ги познаваме и што се дозволени за производство кај нас, не се генетско модифицирани. Она што го пронашле инспекцијските служби од Агенцијата за храна и ветеринарство е изолиран случај и според информацијата станува збор за околу 500 килограми ориз и треба да се утврди од каде е истиот, вели доктор Андов. Треба да се утврди дали тој ориз е произведен кај нас, дали е увезен како готов. Ако е произведен, треба да се утврди кој го произвел, од кое семе и од каде го внесол. Значи тоа е нелегално сигурно внесено, бидејќи легално ако е внесено не може да биде генетско модифицирано. Сите тие што се легално внесени сорти кои ние ги познаваме, значи не се генетско модифицирани сорти и се значи дозволени за производство и за консумација. Заради овој изолиран случај од 500 килограми не треба да се прави паника меѓу луѓето, туку инспекцијските служби треба докрај да ја испитаат работата пред да се пласира во јавноста. Ова нека биде поука, вели доктор Андов, дека треба да има и следливост во истражувањето, а лесно може да се испита дали некоја храна е ГМО или не. Доктор Андов додава дека најмногу денеска во светот се работи на генетско модифицирани растенија од соја и пченка, а помалку или скоро и да нема сретнато во Европа да се произведува ГМО ориз, така што оризопроизводителите и потрошувачите може да си бидат слободни и без дилема во однос на квалитетот на нашиот ориз и сортите кои што се произведуваат во Македонија.